Добар ден, драги дечиња. Јас сум Ениса Хасики, учителка во градинката 11. октомври, општина Бутал во Скопје. Се надевам дека сите сте добри и уживате во своите игри. На сите ни е познато дека дечињата многу ги сакаат приказните. Затоа јас решив денес да ви раскажам една приказна за едно девојче по име Ели. Приказната се вика Шалот на Ели. Еден ден, додека Ели се играше со својата играчка крокодил, забележа волнен црвен конец до својата фотелја. Таа сакаше да знае од каде доаѓа тој волнен црвен конец. Може би е волшебен конец, си помисли Ели, го зема во рацете и почна да го следи. Конецот го следеше најпрво зад фотелјата. Потоа го следеше конецот под масата. Конецот ја однесе да помине над нејзиното куќе. Конецот го следеше до нејзината кутија за играчки. Ели беше љубопитна каде ли ќе ја однесе конецот. Сакаше да дзирне да види што има во кутијата. Само што дзирна, таа се лизна и се лизгаше надолу. Јуху! Врескаше од среќа колку и беше забавно лизгањето. Чврсто се држеше за конецот и се лизгаше надолу се до самото дно. Тогаш пред неа се покажаа скали и таа, следејќи го конецот, почна да се качува нагоре се до врвот на скалите. Таму горе застана и пред неа имаше 3 врати. Конецот ја водеше до вратата која што беше во средина, меѓу другите 2 врати. Ели затропа на таа врата. Кога вратата се отвори, пред неа стоеше незината играчка крокодилот. Тој беше многу весел и рече: "Не мислев дека некогаш ќе ти се представам на овој начин. Јас сум Еди, дојди со мене, што туку плетам нешто." Кога Ели влезе во собата, здогледа многу убав црвен шал на фотелјата. "Ова е прекрасен шал," извика Ели. "Да, навистина е убав. И за тебе го плетав со волшебна волница. Јас плетев и секогаш имав многу волница која ќе почнев да плетам," и објаснуваше Еди. Ели реши да му прави друштво на Еди, додека тој го довршуваше шалот. Му раскажуваше за своите играчки и колку убаво се игра со нив. Времето многу брзо минуваше и кога Еди го заврши шалот, го обвитка околу вратот на Ели, а Ели во тој миг беше толку среќна што од среќа ги затвори очите. Тогаш волшебниот шал ја крена високо нагоре и ја однесе во нејзината соба. Во својата соба, Ели кога ги отвори очите, до себе го здогледа својот крокодил. Таа би можела да се заколне дека нејзиниот крокодил и намигна. И се допадна приказната? Да, тоа е многу убава приказна, затоа што е одиграна во фантазијата на Ели. Ели со својата фантазија секојдневно има безброј авантури. И вие, дечиња, играјќи се со своите играчки, можете да фантазирате и да доживеете многу авантури и никогаш нема да ви биде досадно. Но да ви кажам нешто, додека јас ја раскажував оваа приказна, користев едни зборови кои што возрастните ги викаат предлози. Тоа се зборови кои што означуваат местополажба, каде некој или нешто се наоѓа. Сега би сакала да ве замолам заедно да ги повториме овие зборови. Јас ќе ви покажувам слики, ќе поставувам прашања и ќе се потрудиме да дадеме одговор со правилна употреба на овие зборови. Ајде да започнеме. Најпрво зборот пред.
Каде стои кучето? Кучето стои пред кукичката. Одиме со втората слика. Каде стои птицата? Птицата стои пред нејзината куќа. Одиме со вториот збор, зборот до. Каде застанал петелот? Петелот застанал до кокошката. А каде седнало кучето? Кучето седнало до мачката. Одиме со зборот зад. Каде се крие детето? Детето се крие зад дрвото. А каде се крие кловнот? Кловнот се крие зад завесата. Одиме да видиме зборот под. Каде заспало мачето? Мачето заспало под столот. Да видиме втората слика. Каде се крие малото еженце? Малото еженце се крие под печурката. Наред е сега зборот над. На оваа слика, каде лета пчеличката? Пчеличката лета над цветот. А на следната слика, каде лета врапчето? Врапчето лета над девојчето. Сега е наред зборот во. Каде се наоѓаат овие птици? Овие птици се во гнездото. А каде се наоѓа малото кученце? Малото кученце е во кутијата за подароци. Сега ќе ги искористиме зборовите долу или надолу. Каде оди девојчето? Девојчето оди долу. Или можам да прашам, што прави девојчето? Девојчето се симнува по скалите надолу. Што направило мачето? Мачето скокнало од масата долу на подот. Да видиме сега зборовите горе или нагоре. На оваа слика детето се качува по скалите нагоре. А на следната слика ова детенце сака да се искачи по јажето нагоре и да стигне до горе. Да видиме наред е сега зборот меѓу. На оваа слика гледаме една корпа со многу топки. Каде се наоѓа корпата со топки? Корпата со топки е меѓу дечињата. На оваа слика гледаме 3 печурки. Каде се наоѓа најголемата печурка? Најголемата печурка се наоѓа меѓу двете мали печурки. Сега е наред зборот на. Каде заспала бубамарата? Бубамарата заспала на цветот. Петелот многу силно кукурика. А каде се качил петелот за да може силно да кукурика? Петелот се качил на оградата и силно кукурика. Одлично, дечиња. Заедно ги повторивме зборовите кои што означуваат местоположба. Каде се наоѓа некој или нешто. И вие овие зборови секојдневно ги употребувате додека зборувате, но многу е битно тие зборови правилно да се користат. Се надевам дека ви се допадна приказната и дека научивме како да ги користиме зборовите кои што возрастните ги викаат предлози, а означуваат местоположба, односно каде некој или нешто се наоѓа. Се надевам дека ви беше интересно и дека уживавте и нешто научивте. До гледање, дечиња, до следното видување.